Сте се прашале ли никогаш како изгледа светот од птичја перспектива? Ова е Барселона, па Њу Јорк, Париз, по него Дубај, Чикаго, Сиднеј, Берн. А Скопје? Љубопитни да ја доловиме можеби најубавата панорама на градот убав. Ја посетивме хеликоптерската единица на МВР. Не пречекаа насмеани и искусни пилоти, подготвени да ни овозможат получасовно адреналинско уживање и гледка од која буквално застанува здивот. Broke down 'cause you finally said that you would. But now that you're here, I just feel like I'm constantly dreaming. Можеш да прочиташ за првите нацрти на Да Винчи, моделот на парен погон на Густав де Понтон да Мекорт или жирокоптерот на Хуан де ла Сирва, да го истражиш механизмот на летање или гравитацијата. Но нема ништо што може да те подготви за мигот кога ќе се заврти роторот и ќе те крене меѓу облаците. Тоа чувство на слобода и живописната гледка под тебе се нешто што не може да се опише, само да се доживее. А благодарение на објективот на камерата, доживувањето може и да се сподели. Триесетината минути над Скопје беа доволни одново да сватиме колку всушност уживаме во височините и колку му завидуваме на човекот пред нас. Драги Мицев е човек чие искуство се брои во децении, а бројката на поминати часови во воздух се пишува со 3 нули. Јас сум пилот од 91 година. Ја имам 2000 часови во воздух. Ни раскаже и за првиот лет. Секако тоа никогаш не може да се заборави. Беше многу возбудливо за мене тогаш како дете од 15-16 години. За убавината да си над земја и сами го примети кој е осеќајот кога си у воздух. Возбудата, адреналинот. За панорамата на Скопје. Самиот град, над центарот на градот Скопје е стварно гледка за восхит. За летот кој никогаш нема да го заборави. Па секој лет за себе си е, значи, убав. Има само по-ризични и по-неризични и летови кои ние ги викаме панорамски, кои се стварно за уживање. Сега има можност своето искуство да го пренесе на новите генерации, бидејќи МВР распиша конкурс за пилоти кои ќе ги возат полициските хеликоптери. Од досега пилотиве кои се во Министерството и во армијата се школува пред се во постарите се во ЈНА, некои се во спортските клубови. Сега званишно со оваа школа ќе имаме пилоти кои ќе се школуваат со сите стандарди. Дали е потребно некое претходно искуство? И впрочем, што треба да поседува еден пилот во МВР? Па значи може секој да се пријави, значи и со средно образование и со високо образование. Пред се бараме психофизички да се стабилни и да имаат високо познавање од англиски јазик. Пред да се спуштиме на земја, началникот со пиес и пријателски совет за идните колеги. Значи сакам да им кажам пред се на младиве да се пријават на конкурсот на Министерството за внатрешни работи и да видат кои возбудување ги носи пилотската професија. Се уште опиени од бесконечноста на небото, грандиозноста на милениумскиот крст и моќната длабочина на кањонот Матка, се вративме во реалноста. Периодот што следи, стотици млади луѓе ќе се обидат да седнат на моето место, но само 12 од нив ќе поминат селекцијата и 19-месечната обука и ќе можат себе си да се наречат пилоти. Заминавме од центарот за обука во Идризово со нозете цврсто на земја, а мислите задлабочени во планирање на следниот лет. Не за џабе Да Винчи рекол: кога еднаш ќе искусиш лет, секогаш ќе чекориш по земјата со очите свртени кон небото.